Драги мои, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис муавети со Фактор МК. Ова епизода ви представувам една приказна која што доаѓа од Куманово, но во секој случај е поврзана со милионите. Се работи за бизнис приказна, за Бизнис муавети со Бован Спасовски, човекот кој што е исклучително познат не само во Куманово, туку и надвор од Куманово во Македонија, кој што е дел од автомобилската индустрија, од градежништвото, од енергетиката. Почнал со 0 денари за денес неговите две компании од автомобилизмот и од градежништвото годишно да вртат од 10 до 20 милиони евра. Како од старешина со подофицерски чин стигнува до милионер. Приказната на Бован Спасовски во Бизнис муавети. Преди официјално да го најавам и да ви го представам, секако подсетување да не заборавите дека заедно со нас и Форма Нова, секогаш блиску до вашиот дом, а бидејќи доаѓа време на и за реновирање, имајте на ум дека Форма Нова се секогаш овде, како што се овде и за нас, во овој прекрасен амбиент кој што го имаме, достапни со цените, исто така уште подобри кога е во прашање квалитетот. Јас сум Мишко Иванов, гледате Бизнис муавети на Фактор МК, наш гостин Бован Спасовски. Бован, добре дојде. Благодарам на поканата, добро ме најдов. Како да кажам, делукс ауто или бидејќи сте и во градежништвото и во уште неколку други бизниси? Така, по делукс авто најпрепознатливи сме, иначе секој бизнис имаме посебен правен субјект, така да не ги мешаме дејностите во слоп на една компанија. Во Куманово исклучително познат бизнисмен, но познати сте и на ниво на Македонија. Сега, апропо ова градежништвото кое што го споменавме, значи, освен во Куманово, мислам дека и надвор од Македонија. Така, работиме и со во партнер? Така. Имаме партнерска компанија Бен22 која првата инвестиција заедничка ја почнеме во Република Грција, сега исто тоа работиме во други градови во државата наша. Што правите во Грција? Правиме вили на првиот крак, од десната страна место во Сиди, таму градиме вили во еден комплекс на прва линија на морето и тие вили се веќе во некоја добра фаза. Тоа е нека луксузна варијанта или? Да, полуксузно, нешто што приметивме дека на пазарот таму фали, недостасува и да пробаме да видиме дали ќе успее нашата приказна. Ќе дојдеме и до тоа. Ајде од самиот старт, старешина. Просто неверојатно дека еден старешина се решава да излезе од војската. Од војска правите такси компанија, една интересна приказна во секој случај. Така. Старешина, ме враќате назад 25 години, интересантно. Имавте чин, така? Така. Јас бев уште после завршување на основното образование на 15 години заминав на школување во бившата армија во Сарајево, односно во Рајловец, тоа е на 6 км од Сарајево. Ама вие JNA сте ја пати. Во JNA учевме школу, па потоа училиштето се пресели во Сомбор, војната која почна, па договорот на политички Глигоро Ваџич не врати сите во своите татковини. Меѓутоа, ако би морал да го повторам тој пат, повторно би го повторил. Бидејќи во тие училишта на млади години направија мажи од нас, направија да бидеме сериозни, да не ни биде тешко да ги извршуваме задачите, да лесно рано да стануваме, а не како сегашните тинеџери, да направиме физкултура, да се извежбаме и да имаме припадност, што беше многу битно, да после сите тие активности излеземе, да поздравиме државната кимна, го поздравиме државното знаме во тоа време. Тоа беше. И тие навики многу помагаат денеска во работата. После тоа работев во армијата, кога се вративме од бившата армија. Во нашата армија работев близу 6 години. Чекај, а таму учевте за пилот или? Не, тоа беше средно воено училиште, РВИПО, ратно воздухопловство, како послуга за воздухопловите. А во нашата армија? Во нашата армија немаше тоа, што и морав да работам во пешадијата. Пешадинец? Па не бев пешадинец. А што чин ви дава? Јас завршив како стари водник, подофицерски чин имав. Подофицерски. Да. И како подофицер излегувате од армијата? Да. Јас после 5-6 години во армијата, последните година-две на службата во армијата, почна некои бизнис активности, кога приметив дека можам да заработувам повеќе од една плата или неколку плати во неколку денови, тогаш сватив дека ако се ослободам од тоа работно време таму, можам многу повеќе. И тој дел, додека бев во армијата, многу ми помогна уште повеќе да уцврстнам. Значи, работиме со луѓе, со регрути
И дисциплината работа со луѓе е сериозна дисциплина која не се така лесно учи, него треба да во пракса да се совлада таа материја. После тоа излегуваме од таму излегуваме и тоа беше мислам 99-2000 и веднаш почнаме со бизнис активности, влегов во едно здружение на такси здружение со неколку возила. Почнаме да работиме таму, од првиот ден почнав да скинирам сите недостатоци. Во Куманово? Во Куманово, да. Како тоа може да изгледа подобро. И сето тоа го ставам на папир. И после некој одреден период, година дена, изработив свој правилник и свое видување како треба да функционира една модерна такси компанија. После формирав своја такси компанија. А возевте и вие такси или? Не, јас можда сум седнал неколку пати во возило, меѓутоа не дека тоа ми беше бев во главно да ја организирам работата. Направив своја такси компанија после година дена. Такси компанијата ја направиме прв пат со нови возила. Имаме нешто капитал стекнато, другото го земаме на лизинг, тогаш лизингот беше страшно скап лизинг, почетокот беше, немаше конкуренција. Ајде да видиш како е, после ќе те прашам сега. Кој ќе почнеме да зборувам сега за лизингот после. Така. И лизингот земаме возила, почнаме со својата компанија, па со 10 возила стартуваме. Веќе за 2-3 месеци по правилникот што го предвидев како да функционира од начин на облекување до начин на однесување, хигиена во возила, самите возила и тој квалитет граѓаните го препозна и за неколку месеци ние биднаме лидери на пазарот, а за неколку години веќе дојдоме до 100 возила и имаме целосна доминација на пазарот. Негде шерот ни беше околу 70% од пазарот во Куманово и тоа траеше некаде до 2018 кога веќе другите бизниси го надминаа постоечкиот бизнис, возилата паѓа, пазарот на труд ги креваше цените. Таму е проблем во тој бизнис, бидејќи цената на превозот ги одредуваат советите на општините. И таму тоа не се помераше, а трошковите одеа во нагорна линија деривати и бидна. И кога заврши во 2018 беме лидери, така да. До 2018 имавте такси? До 2018 се повлекуваме од тој бизнис. Само Делукс, така? Да, Делукс. Не Делукс, само Делукс се викаше. Само Делукс. Само Делукс називот беше. Меѓутоа, паралелно со таксито, кога го искачиме врвот во тоа дрво, баравме нов предизвик и некаде почетокот на 2000-та година, негде, не знам баш точно која година беше, се смени законот за еколошки стандарди за увоз на возила. Македонскиот пазар беше гладен за такво тип на возила, бидејќи цело време беа Застава, 101, Фијат и така натаму, и така ефтини увезени возила од западноевропскиот пазар беше гладен. Ја видов таа измена и сватив дека можам да се најдам тука и дека тоа е некоја дополна што треба да изработам. Заминав во Германија и почнав да барам возила. Не беше лесно. Тогаш не постоја веб-сајтовите. Половни, претпоставам. Збориме за половни возила, почетокот на 2000-та, немаше веб-сајтови, немаше како сега што постои, седниш во канцеларија и купуваш возила, таму мораше се оди да се бара. Меѓутоа, навиките на германците беше да ги продават возилите преку огласи во печатени новини. И тогаш барав, скинирав како да најдам предност во однос на останатите. Ќе фатам на новина, имам бариера јазична, ќе мора некој за место мене да врти, кој ќе вртам сите возила што се интересантни од новината веќе резервирани. Тогаш мисля, викам, решение едино да најдам некој нашинец кој ќе работи во кој ќе работи во печатницата и ден понапред да го земам огласот. И нормално сватив дека видов тамо кој печати, се растрчавме малку, најдов кој е тој. Само ти иде? Со луѓе тамо, пријатели, го најдовме и после тоа јас го имав еден ден однапред огласот, додека да излезе во трафиките да се продава, јас веќе бев спремен и сабајлето веќе од меѓу 8 и 9 додека другите да купат, јас визицира возили така години повеќе, купував секое заминување по 4 камиони мораме да наполниме да биде исплатливо одењето, по 4 камиони, 9 возила, 36 возила ги носиме. Чекај, ги плаќаш тамо валјда одма, така? Веднаш плаќање не.
Тогаш беше така. Тоа веднаш плаќање беше, возилото доаѓаа тука, немав тим за таа работа, тоа цело време го работе сам го водев системот, сам логистиката, сам све. После тоа вклучува луѓе, меѓутоа тоа траеше одреден период и потоа повторно се смени законот, ги зголемија стандардите, а пазарот веќе во тој период се наполни со тоа и бидна неинтересантно, јас полека се повлеков. После тоа повторно со возилата излезе некој закон, исто така почетокот на 2000-те, дали беше, мислам дека после тоа беше легализација на бугарските возила, односно на возилата со странски регистри. Чека, ова со Германија го заврши? Со Германија го завршиме и не беше интересантно после. Се сменија стандарди. Стандарди. Имаше тогаш? Како не, сериозно, продадовме многу возила во тој период, ствараме капитал. Потоа го користиме за други работи, за други инвестиции. Пред да одиш ова со бугарските возила, со колку пари почнуваш бизнес? Еве таксито, мислам дека тоа е првиот бизнес, така? Со едно возило мое го почнав тоа. Едно возило и тоа возило го активираме во такси, после тоа беше интересантно тогаш таксито. Беше многу интересантно. Кажи дека од нула почнуваш без пари? Сите успешни во држава, сите без пари направиле пари. Тој што кажал со пари, не се со пари се прават отпуст. А стартот секогаш е без пари. Како да ја кажеме на луѓето како без пари се прават пари? Треба храброст, треба. Треба храброст, треба предпримачкиот дух. Треба да го приметиш што недостасува. Вие сте ги фатили златните времиња или тие, сега на ти ќе поминам. Да. Златни времиња од аспект на тоа што тогаш Фиче 101 не уште доаѓа по некој Мерцедес, по некоја мечка ќе дојдеше, ама не беше тоа. Малку беа. Салони, автосалони се појавуваа тогаш во Македонија, откако претходно беше она аферата со Сиба, Ауди и така натаму, но треба да препознаеш што е оно што недостасува. Треба прво да го имаш тоа. Предприемачкиот дух треба да постои во себе. Значи, ако не е тоа нешто друго, тој што е предприемач ќе најде решение за било што. Јас барав моменти кои можат добро да се наплатат. Во тој момент знаев дека ако се менува законот за нешто, дека ќе има простори. Треба меѓу првите тука да изреагираш. Јас тоа го правев. А други имаш од Македонија или? Како не, увезуваа многу луѓе, не бевеа се единствен, меѓутоа јас бев храбар, другите носеа по кола, по две, ретко кој носеше камион, јас бев. Добро, не ви беше страв? Или не ти беше страв, например, колку камиони носиш? 4 камиони. 4 камиони натоварени тие со автовозови, да. Ти си ги платил тамо? Да. Без разлика, карикирам 30 возила по 5000 евро од прилика да си ги. Да, добро. Тука царина, давачки, треба да помине тоа, така, па да најдеш муштери или ти веќе ги имаше муштери? Не, се паркира на плаци, се продава, меѓутоа, ви кажувам, беше гладен пазарот, се случуваше по десетина коли дневно се продаваат. Беше страшно колку беше побарувачката за коли. Луѓето мислеат тогаш и никогаш повеќе. После тоа се стабилизира. Меѓутоа, кога пазарот е гладен за нешто, он прави експанзија. Добро, дома што како реагира твоите родителите? Се почнуваш бизнес 2000-та, сега отприлика си релативно млад тогаш. Така. Излегуваш такси едно друго. А што да реагираат? Што викаат? Нивните можности биде толку, знаеле дека толку можат, не можат повеќе и едноставно сам сум го терал тоа, поддршка од сопругата, децата биле мали тогаш, имало секогаш, бидејќи сето тоа привилегија од тоа моја работење имали тие. Нормално, сум бил одсутен од дома, носто по патишта, сето тоа сигурно сум недостасувал на семејството, меѓутоа морале да се одлучат за нешто. Дали тато дома или тато да донесе пари. Еве, си почнал со нула, денес колку вредат компаниите? Сега тоа компаниите. Имаме личен капитал, имаме... Или колку пари се вртат во бизнисите, Делукс Ауто? Па во моите компании, само моите компании што се, значи без партнерските компании, само моите компании прават годишен обрт повеќе од 10 милиони, помалку од 20 милиони. Зависи од годината, зависи од збориме за евра, да. Тоа е добро или? Немам ориентација. Мислам дека окей. Сега тоа е сериозно. Сега збориме за Делукс Авто и УПМ Груп, додека партнерските компании не ги ставаме во овие бројки. Значи само Делукс Авто има околу 10 до 20 милиони. Не, Делукс Авто и УПМ Груп. И УПМ Груп. Тоа е градежната фирма. 10 до 20 милиони евра. Да, зависи. Тоа е обрат, за да не сватат дека е обрат, збориме за обрат. Па градежништвото се прокнижува обратот во годината кога така се води книговодство, во годината кога се прави техничкиот прием и затоа такви варијации има.
такви варијации има, меѓутоа тие се генерално бројките, не паѓаме испод таа бројка, не одиме повеќе од таа бројка. Се плашите да одите повеќе од таа бројка или? Не, јас би одел. Да? Нема Нема линија лимит? до кај би, немам лимит за тоа. Мислам, ја живеам да работам. Тоа е моето задоволство, не знам другачи. Како размисля еден бизнисмен од ваков калибар, кога велите нема лимит. Сега ние обично научи, нели, вие тие пари барем сега не се знаеш 10-20 милиони евра пари кои што се вртат да ги допираш, затоа прашувам кога видите да нема лимит, вие тоа гледате на компјутери на пример. Така се плашите ли од поголем обрат, не знам. Не, воопшто не. До 100 милиони, дали одговорноста е поголема во такви ситуации? Па сигурно е поголема, меѓутоа и ова се како да ви кажам, не се плашиме. Дефинитивно ако можеме ќе направиме. Сега дали ќе стигне до такви бројки, тоа се сериозни бројки за македонскиот пазар. Да се стигна до такви бројки, тоа прашувам како размислува еден бизнисмен, знаеш, можам ли да одам ли, Па да гледате, зграпчам секоја ли? година сакаме да бидеме подобри од претходната. И во тие бројки да растеме. Кој е тој порив на сите бизнисмени? Не знам, јас не знам што е тоа, меѓутоа дефинитивно Повеќе. Па гледа, доаѓате во еден период кога ќе заработите доволно пари да ги имате сите оние задоволства што ви прават среќни. И кога после тоа веќе е спорт надпревар. После тоа е спорт надпревар. После тоа колку и да заработите, социјалниот живот не ви е подобар. Колку елегантно го кажувате. Не е подобар социјалниот живот. Има некого што прават задоволство одредени работи, некого не го прават. Јас имам некои работи што можда мене ме прават среќни, Некого не прават. некого не го прават среќни. Сите сме ние различити по тоа прашање. Знам дека застанавме кај бугарските возила, но само уште ова. Дали е она фраза за бизнисмените, додека да го направиш првиот милион, после е лесно? Па генерално по стартниот капитал додека се обезбеди е најтешко. После тоа, А зашто првиот милион е лимит? Демек после е полесно. Демек имаш пари, па можеш да... Па гледате, после тоа можеш лесно да влегуваш во бизниси, лесно да влегуваш во се што ќе приметиш дека интересантно и да кикснеш нешто, имаш резерва. Во стартот храброста те води. Кога си млад, тогаш си храбар. Тогаш носиш одлуки со поголем ризик. Кога веќе годините и акумулација на искуството прави своје, тогаш мудроста преовладува. Мудроста е многу битна тогаш. И тогаш да погрешиш, шансите се многу мали. Многу се мали шансите да погрешиш. Можеш да од некој бизнис заработиш помалку или повеќе, меѓутоа секогаш парите мора да ги движиш напред, Мишко. Мора да ги движиш напред, бидејќи тие имаат ова година една вредност, до година инфлацијата има урива вредност. Ако ги чуваш дома, ако не ги работиш, ти мора да најдеш бизнис кој ќе заработи најмалку дупло од инфлацијата. Ако лани била инфлацијата во Македонија, мислам, над 9% беше, не знам. А ако паднеш, се разочароваш или? Како не, па тоа е нормално. Не сме, гледај, многу ретко оној што работел честно, што правил систем. Јас имам направено систем во моите компании. И тој систем тешко се руши. Тешко се руши тој систем. И тој систем не дозволува да не заработиш повеќе од годишната инфлација. Заработуваш многу повеќе. Така да нема разочарување сега. Ова година ќе заработиш толку, нема разочарување. Ги знаеш причините зашто си заработил, си затворил некој проект, си отворил некој нов проект. Колку пати до сега сте се прелажали во бизнис интуиција? Погрешна одлука. Па да сте изгорели одредена сума на пари. Па може како нешто некои на ситни грешки сум направил. Има една инвестиција сега, беше брзо со партнер, кај што вложиме сериозна сума на пари, меѓутоа тоа беше нешто што не го познам информација, беа сериозна сума на пари, меѓутоа на крајот пред неколку месеци мојот удел го продадов на партнерот, така да не изгубив ништо, така да окей сум и тука. Да, не печалив, меѓутоа не изгубив, така да има некои работи кога тој немир што ни го прави предприемничкиот дух, некогаш ќе не натери на грешка. Јас тоа може и не го рачунам за грешка, меѓутоа можда нешто што не било моја дисциплина. Од дома ви сугерираат? Дај бе, баби малку, зашто идеш или тата да пробаме со... Вака, децата ме следат мене. Јас
представувам идол, така да тие се веќе вклучени, двете големи се вклучени во средната и големата се дел од компаниите. Малата е уште на студии. Ги делиш еден во градежништво, Да, еден да, така. Мартина, најголемата керка е, она е по струка е градеж инженер, магистрираш на градежништво, таа е најголемата, она е тука, имаме сега внуче од неа, така да таа... живи и здрава. Да. А зетот? Зетот Зетот е или во она страна, во трговија, посматра. во трговија има собствен бизнис и она е во трговија. Ама не е со вас, така? Не. Средната керка, она е во бизнисот со коли, она заврши студии во Германија и се врати тука, сега таму и веќе зазима сериозна улога. Во таа малата, Стефи, она е сега почеток на студии, она најверојатно ќе биде шефица на овие првите две. Кај бугарските возила застанавме, тоа е 2000 година, нели кога заврши она со Така. половните од Почетокот не Германија. се сеќавам која година беше. Па тука Добро, тоа се годините од прилики кога се носеа тие закони, ние уште немавме закони од 97 практично почна Така. и медиуми и во други делови да сваќаме дека има еколошки дозволи, екостандарди и така натаму и така натаму. Така. Со бугарските возила што? Тогаш кога се отвори тоа? Бугарските возила беше легализација и тогаш има службен весник, читаш што се бара, одиш во Бугарија, скенираш што треба да направиме и отидов, видов што треба, посредував, помагав паралелно. Такси бизнисот функционираше, а ова посредува и така. И тоа година дена траеше, заработиме и од тука некои. Колку заработите? Сега тоа. А? Тајна е? Тајна. Не знам. Добро. А како се случува Делукс Ауто? Сега јас такси бизнисот и купувањето на нови возила, во цело време форсирав купување на нови возила. Вие сте дистрибутер сега, така? Да, сум дилер на Шкода и Volkswagen. Шкода и Volkswagen. Говориме за нови, веќе не говориме за... И бев интересантен на автосалоните во Македонија, бих купувал доста возила. И така стварави контакти. Во 2007 година, 2006-2007 доаѓа Porsche Македонија ги презема брендовите во Македонија и јас на еден состанок заеднички интерес со менаџерскиот тим се договориме за 5 минути и јас го почнам бизнисот, односно ја формираме компанијата Делукс Авто, која почна да се занимава како дилер на Шкода. Почнаме да работиме во еден автосалон кој беше во една населба, така, ништо посебно, без сервис, без ништо, 200-300 квадрати, го прилагодивме на услови. Меѓутоа, желбата, значи мора во она што го работиш, мора да се трудиш да бидеш најдобар. Дали тоа во градот, дали во регионот, дали во државата, да бидеш најдобар. Само така можеш да имаш успеси. Ако сакаш да бидеш сенка на некој, тогаш резултатите се помали и не одат баш така како што треба. Сега јас како почнав? Почнавме со Шкода. Веднаш прифатија? Веднаш, да. Бев интересен како купуваш на такси возила. Океј, но кога отвараш таква, ти треба некакви гаранции, знаете, што тоа се сериозни фирми. Па да, треба гаранции, не беше проблем да ги обезбедам. Јас веќе поседував капитал. Финансиски гаранции бараат. Па финансиски гаранции, ама јас поседував капитал, не беше проблем. Во тој период почнавме со Шкода и набрзо сватив дека за да бидам интересен, а надвор сум од Скопје, пошто колите луѓето имаат навика да купуваат во Скопје. Морав да направам сериозна инфраструктура, морав да направам нешто што ќе ги изненади сите. За да дојдеме ни од Скопје да видиме. Од Скопје да видат да купат. И тогаш стартуваме со и веднаш ми се појави идеја дека мора да градам сервисно продажен центар. Купив земјиште, мислев, тогаш не го разбирав градежништвото, мислев парите што ги имам беа доволни да го направам автосалонот прво на Шкода, меѓутоа неразбирањето ме натера да завршам нега 70% од објектот и сервисно продажен центар и дека фалат пари. Тогаш прв пат влегов во посериозен кредит. А и кредит земате. Значи тоа сакав да прашам. Тогаш земаме посериозен кредит, сега сериозен. Сега збориме за тоа време, многу сериозен. Колку, милион евра? Не. Многу помалку, меѓутоа земаме, ама немам навика тоа да го правам до тогаш. Немам навика, лизингот беше нешто макс што сум го правил, а лизингот беа на мали голчики. Сега беше ова голема работа. И тогаш прв пат го земав кредитот, го довршивме салонот, направив спектакуларно отварање. Имаше повеќе од 1000 луѓе.
не желев средства да го направам тоа имиџот да го зголемам. Луѓето го тоа препознаа. Тоа е сега кај што ви е салон? Да, сега. Тоа е? Шкода салон. Меѓутоа, сега се направи во меѓувреме. Во тој период беше еден од поинтересантните објекти за автосалони во Македонија. Еден од поинтересните беше. И после тоа почна светската економска криза и почна пад на продажбата, паника. Каква паника? 2007-2008. Да, така? 2008. 2008 беше добра, 2009 Да. беше не сме паника, само намалување на трошкови, сите енергија, целата енергија усмерување сите и спорадични бизниси, ова сите да се усмериме да го расчистиме, да ја расчистиме таа приказна. И успеаме многу брзо да го раздолжиме тоа, меѓутоа еднаш кој ќе земеш кредит, после ти веќе е лесно, тоа оди лагано веќе, знаеш. И после одма нов салон направиме. Со нов кредит. Па малку се задолжиме, веќе ствараме капитал и таму нешто се задолжиме, ама лесно земаш кредит после. Сега, бизнесмен од ваш калибар, вие се задолжувате по банки сега или не? Па земе како нормално Така? проекти. Значи секој бизнесмен зема кредит и барем така кога сум разговарал, мора да земеш кредит за да инвестираш. Па да инвестира. Сега ние одредени бизниси веќе Делукс Авто функционира со сопствен капитал, сопствени средства. Меѓутоа градежништвото ако се гранаш сериозно, мора да сега има одредени објекти можеме ги завршиме 100, меѓутоа ако одиш на 8 градилишта во исто време мора банката да стои тука и тоа не е воопшто спорно. Правиме фотонаponски електрани, тоа се сериозни инвестиции, мора да земеме кредит, сега ќе дадеме нешто наши средства, меѓутоа мора да земеш и кредит. Тука да јас тоа веќе не го рачунам ни за проблем, не го рачунам. Македонските банки веќе и не се разликуваат многу од европските бројки на каматни стапки, така да се дозволува и за банката да заработи, ама да заработиме и ние. Така да не е воопшто тоа, не го гледам како проблем. Значи, добро. Банките сакаат луѓе. Да, така е. Треба да се работувате на тоа. И тие даваат кредит ако имаш добар проект. Па да, тие сакаат сигурни пари да пласираат. После тоа, значи, кога застанавме кај Шкода, па се отвори Volkswagen и така, тоа траеше. Ние веќе за 6-7 години компаниите со коли почнаа да работат генерално со сопствени средства и беше поставен систем, тимот формиран. Многу е битно да имаш квалитетен тим. Тимот го правиме од почеток. Го правиме тимот и до ден денеска стои таму. И тој тим мора да најдеш начин да го мотивираш да биде дел од тебе. Мора да е среќен кога доаѓа на работа и кога се заминува да биде среќен. Убави плати зимаат? Па, генерално за македонски услови окей. Мора да ги наградуваш, да бидат дел од тебе и веќе моето работење во продажбата на коли беше небитно. Тие го тоа работе, јас учествував, ќе гледаме анализи, ќе правиме планови, меѓутоа тук тамо нешто ќе се вклуча, меѓутоа не беше и ми фалеше нови моменти, духот ми бараше акција, ми бараше ново дрво за качување, но и тогаш градежиштвото се роди како идеја и почнаме да градиме. Еден објект, друг објект, трет, 4, 5, 6 и почна да се града, да се редат многу објекти. И тогаш сватив дека мора да се разликувам од она што се досега случувало. Сватив дека мора да направиме квалитетна градба, која ќе биде сериозно да се разликува од она што досега. Прв пат во објектите внесоме газ. Во објектите внесоме газ и направиме гасификација, пошто низ Куманово тече газ за разлика. Ама тоа во Куманово. Збориме за тогаш цело време стартот беше во Куманово. Во Куманово беше, да. И направиме доста објекти, луѓето го препозна, ние продаваме поскупо од другите. Нашите цени на становите беа поскапи. Колку ние ги е квадрат во Куманово? Па сега во Куманово, во централно градско подрачје, квадратот е помеѓу 1500 и 1600. Ти рекол Скопје не сте стан... Добро, А што е Скопје подобро од Куманов и ние сме град? Па не викам дека не сте град, ама... Најголема локална самоуправа сега. Може треба нешто се дотера, ама добри сме. Па не, што е Скопје се веќе 2-3 илјади, за тоа велам се. 1500 ние прво бевме научени, се предпоставам не е истата квадратура и во Паланка, така. Да, или во Штип. да. На другите градови се, меѓутоа еве Куманово ни поминува таа цена на пазарот и имаме локации кај што продаваме и поевтино, меѓутоа во централно градско подрачје цената е таа. И сега, градежништвото и ова Делукс Ауто беа обратот околу 10-20 милиони евра, така што го споменувме. Значи моите компании.
Све имаш у глава? У момент све кој е за фирмата, што, како, едно, друго, до каде, пак. Па можда не децимали, али предните Све. бројки пред децимали се. Сега, Математика ми е добра страна. сега Боба не мирен или не Не. баш? Сега сум мирен. За духот зборувам. Не знам Па каде не, мислуваш. духот е мирен. Сега градежништвото овозможува многу. Значи тука нема со автомобилите постигнуваш максимум за тоа што го работиш и правиш благи растои, меѓутоа чуда не можеш да направиш. Тоа Па е добро, пазар. можеш едино Тоа да е земеш, пазарот. едино да земеш да бидеш главен за, карикирам, Косово, Албанија, Србија. Сигурно може, меѓутоа така. збориме за во државата, тоа се можностите. Тоа се можностите. Пазарот е стандардот на граѓаните, маркетот на возила е слаб, према бројот на жители, така да тоа се можностите. Колку коли се продаваат месечно? Еве, колку вие продавате месечно? Па, сега ние продаваме Или годишно, еве, ај годишно што користени, што нови продаваме. Нови ми интересира. Па нови 200 возила отприлike продаваме. Нови годишно 200 возила. А со се половни? Па треба 500 да продаваме, 500. повеќе од 500. Тоа е задоволително или? Добро е како, супер. За македонски услови тоа е одлично. Тоа е одлично за македонски услови. Ако знаеме дека целиот маркет, тотал маркет во Македонија на нови возила, не знам дали ланската година помина 5000, сега нешто има некој движење на нагорна линија, мислам. 5000? Низ цела Македонија? Сите За една сите година? брендови, тоа е макс. Било и подобро, меѓутоа во последните години тука се движи 5-5.500. Во короната мислам дека уште беше Тамо доле. падна. Тамо А зошто падна. цените сега се поскапеа на Сега, автомобили? тоа самата инфлацијата, фабриките го тоа прават, недостатокот на автомобилски компоненти го успорија производството и ние не одлучуваме тоа. Никој во Македонија не одлучува која А ќе биде цената цена. како ја формирате? Па ние формираме цената врз основа на набавната цена. Врз основа на набавните цени ние диктираме, ние не можеме да. Тоа ги фабриките го прават, тоа и они прават своји анализи како ќе им помине на пазарот и ние добиваме цена и врз основа на таа цена правиме некоја маржа со која Како е автомобилската конкуренција како изгледа? Имате пачки или? Не, мислам дека има јасна флуктука. Мислам Така? дека има, Пошто мислам не дека сум постои, слушнал до сега. мислам дека постои јасна флуктука, сепак се тоа сериозни луѓе, не е сите кои се влезени, постои јасна флуктука и нема некоја чак што беше и постои дружење меѓусебно и нема некој проблем тука. А и со веројатно и со цените не мора да те многу горе-доле. Па гледате, сега цените, тоа е избор на секој трговец поединечно. Сега се мрда. Сега Не една Шкода, не знам, сега било која не е поевтина во Команово отколку во Скопје или? Не. Ценовниците се исти. Ценовници се идентични, до 1 евро се ценовниците исти. Тука немаме ние разлика. Па добро, можеш да идеш со... Тоа како се по вели, попустите може да се игра, меѓутоа генерално и тука има ферплей, некој кој Знаете, се внимава. Кај маркетите, например, имаш некои кои што се многу скапи, имаш некои кои што да се... Кај возилата не е маркети така. Каде кои што се поевтини и сега ти ја спушташ намерно цената, но продаваш повеќе. Да, ама таму има во маркетите има производи што се продаваат со 30-40%. Ние работиме за едноцифрена бројка на маржи. Не збориме какви 10, какви 15%. Добро, ама тие продаваат 15 денари, вие продавате. Така се разбираме, ама збориме за 2, 3, 5, 6% за такви маржи зборуваме, не зборуваме за страшни маржи. Бован, морам да те прашам. Дали за македонскиот пазар или за пазарот на Западен Балкан се пласираат понеквалитетни возила отколку за Западен Балкан? Гледа, тоа е перцепција на луѓето, бидејќи самите трговци што увезуваат, или како што ги викаме ние, нели, шверцери на коли, они ствараат таква перцепција дека ова е германскиот пазар, ова не е тука купено и така натаму и така, и ствара дека тоа му дава додатен квалитет. Меѓутоа не е така, јас сум ги посетил сите фабрики од нашите брендови што се во Европа, поголемиот дел мислам дека фабриките, никаде не видов линија за Македонија производствена или за Западен Балкан или за Западен Балкан, не постои таква. Па да, ама не. Хрвати ве правеа на пример за чоколадото правеа дека едно е за овој пазар, за нивниот пазар кога влегува во Европското униот, друго е. Со колите не е така. Бар јас она што го знам не е така, бидејќи Тоа таму да кажете Мерцедесот што се прави, односно еве Шкодата ќе ја земам. се прави за она што Шкодата иста се вози и во Германија, и истото Шкода и во сега Македонија. пакетот на опрема што германецот ќе го стави во основен модел, може се разликува со основниот модел на пакет на опрема, меѓутоа не значи дека македонскиот пазар не може да ја нарача таа опрема. Така да Може, а каде се произведува, каде се прават Шкодиве?
Па се произведуваат генерално во Република Чешка, меѓутоа Чешка мислам дека се, и во така? Словачка има и така, да. И тие идат Тоа е- и од Чешка, идат и во Германија, и во тој пазар. Така, или? така. Аха. Тие целиот Шкода е под Volkswagen, така да се случува да во фабрика на Volkswagen се произведува едното и обратно се произведува, тоа се Да, имам исти ваква системи, кола со да, таков да, мотор, така. со не знам што, не знам како. Колку е променета автомобилската индустрија или вака? Колку пари врти автомобилската индустрија во земјава? Значи не говорам пак за Па ова е за пак добиток, математика тука- да правиме. Ако збориме дека има 5000, ако е маркетот на автомобили, да помножиме со просечна цена од 30.000 евра, има и скапи и поевтини вози. Ова се Да, провизорно просек збориме, зимаме, просек сега зимаме. множиме тоа и доваѓаме до Отприлика бројка. сега, така една чини 150.000 евра, друга чини 20.000 евра, за Така, тоа велам, така, да. така. Од прилика колку движи автомобилската индустрија? Па, ви кажувам, ако е 5000 возила, 5000 возила по 30.000 евра, математиката кажува 150 милиони, така ли? Па од прилика да. 150 милиони евра. Сега збориме за новите возила. И Користени за Македонија говориме. Па за на мене, ниво се, на ова, Македонија. јас ова математика ова, правам, немам да, точни бројки, така да, да не така се и со разбереме, да не просечна бидеме вредност. некој фактор, кажувам бројки, Не, лупам затоа се велам тука. изимаме просечна вредност од Ете, 30.000. математика правиме, да. Да. Но од прилика веројатно тука движат Тоа од 100 до 200 милиони еве да. Ајде, грубо да грубо да кажеме евра, што сме каде сме рангирани на еве, како? земјите од бившија Па еве, за потпорано ми ова информација, Словенија, пример, има маркет на возила 90.000, 80.000, кај сме ние. Исти број на жилја. 10.000 годишно. Стандардот и моќта на самиот граѓанин е многу битна при купување на возила. И бројките. Ние сме на последно место? Сега, не ги знам сега, Србија сигурно има некој подобро. Србија подобра сигурно ситуација, подобро од има нас, подобро, поголема е, поголема е, да, ама еве, према број на жители, кажувам, спореди Словенија, Македонија, не чај, тука се некој. 90.000. Ова ми е стара бројка во еден период кој Добро, сега може да е може е некој- 60.000 сега, Да, пошто да. може ова е бројка која Македонија имаше 2008 Така, 18.000, јас тогаш што ме запамтил, меѓутоа Добро. е сигурно пута 5 бројката, Да. пута 6, пута 7, не знам сега. А може и да е 120, може и да е Не 60, знам. може и да е 120, Не знам. но разликата е таа, што Сериозна разлика, пута 5 сериозна. и тоа се должи на што? На наша како се вели тоа? Автомобилот веќе не го иако е луксусно, не се третира како луксус, го третираат како потреба. Германците, тие менуваат кола при словенците на секој 3-4 години. Стандардот. Не може македонски. Ама добро, тој оди на лизинг, не дали ние колку Има- имаме гледайте, колку сме едуцирани има- во поглед на купување автомобили. Па, ние сме едуцирани, меѓутоа германецот има плата што може лесно да ја сервисира. Разликата на цената на возилото во Германија и Македонија не постои. Значи, ратата на германска плата и на македонска плата не е исто, така ли? А бројката, апсолутната бројка во рата е иста. Сигурно дека него му е многу полесно да го тоа работи и он прави свој буџет, вика цел живот ќе двојам толку месечно за кола и ќе возам цело време нова кола. Македонскиот граѓанин тоа не го може. Не, тоа е начин на живење или не, Па веројатно ме, не го може прво ни секој германец, знаете. мислам дека е начин на Зашто живење. да менувам на 3-4 години Да. кола, кога можам да ја менувам, карикирам на 10 со тие пари да Начин на живење е еден момент, мислам дека повеќе се стандардот е во прашање. Мислам тоа дека- дефинитивно И дека ние и стандардот нашите е во граѓани прашање. ќе се научат да го живеат тој живот, само да имаат поголем стандард. Но ако е така, тогаш чуму толку аутоплацеви низ Македонија. Тоа е една таква манија во моментот каде што буквално сите купуваат во Македонија, може да се вози кола, ние запазиме на тие стандарди, екостандарди или? Па да, Бидејќи при вие ќе увозот сретнете- на кола строго се почита. Нема, Тука нема можности овие за стариви манипулација. ние можеме да видиме и од 2002, 3, 4 година. Па генерално тоа се препродаваат претходно. Аха. Треба да ги задоволат одредени стандарди, мислам ке 4 сега треба да има стандард, а меѓутоа сега со новите регулативи за плаќање на давачки издувните гасови сериозно влијаат во конечната цена на возило, така да веќе Заштитени сме во тој сегмент. Зашто прашам? Јас можам сега со снимател да отидеме ние до Германија, да си купиме едно Opel Corsa за што ја знам 1000 евра, ќе платиме уште тука ќе не чини вака. Не, гледајте, на таквите возила од 1000 евра, дилерите овие што ги носат тука, колку ќе заработат? Заработат за 200-300 евра математика. Толку. Ако работи за повеќе нема да ме купи никој. Такви се бројките. Меѓутоа, количински па тоа се собира, нели?
за таквите возила. Јас користените возила што ги продаваме ние се од 2016-17 нагоре. И продаваме поскапи возила. Зборам за мојата компанија. Да. И продаваме поскапи возила. Меѓутоа, и на тие може и математиката е нешто подобра во однос, ама процентуално тука се движи како и на малите возила. Така да, тоа се бројките, Мишко, нема... Интересен бизнес ми е. Што повилежи, ова или градежништво? Повеќе градежништвото од причини Што збори? Па цел живот си го, како може повеќе градежништвото? Па вајда тоа функционира Баш системот. како нервози имаш во тоа градежништвото. Настрано, не говорам за друго. Луѓе, сакам ваков, сакам така, сакам вака. Градежништвото прави нервози, пресве во градежништвото проблемот е додека да дојдеш до одобрение за градење. После тоа ние За колку време ги правите? одобрение за градење. Не, за колку време правите? Па 2 години од стартот, од после Клучна рака. Клучна рака 2 години, да, завршуваме. Веќе и го почитуваме терминот, никогаш не кастим и тоа нашите клиенти го препознаваат, да. Ги правите комплет со све така, Комплет, ќе комплет. влезат освен, мислам, Комплет не треба да реновираат кој ќе влезе. не треба да реновираат. А се слуша комшијата што збори или? Не, имаме звучна изолација, да има точно. Знаеш, порано беше толкова се земена само Па не, ако се караат звучно, ако има звучни комшии кои се караат, се слуша се, Аха. тука не можеме да ги спречиме. Значи, градежништвото ти е померак сега отколку автомобил. Ова... Па дава повеќе можности. Повеќе можности дава повеќе можности и нема граница. А што прави повеќе пари? Градежништвото или... Егал се сега некаде. Егал се со А што дава побрзо пари? побрзо права во трговијата со коли со помала сума на пари, правите обрат 6-7 пати во годината. И таму многу ангажман на пари и сега не многу, кога мислам многу, не мислам дека со 5000 евра го тоа правиме. Меѓутоа, го правиме со посериозна сума на пари, меѓутоа едни исти пари вртиме повеќе пати во годината, додека градежништвото процесот е 2 години. Меѓутоа па тука има друга предност. Купуваат луѓето во градба, па тие пари ги користиме исто така, меѓутоа трговијата е ангажирање на помалку пари, додека градежништвото треба да ангажирате повеќе пари. Во случај да застане продажбата, мора да го довршите објектот, не треба тие пари да чекат. И секој старт што ќе го имаме на градежен објект, мора да имаме собствени средства или да обезбедени средства да го довршиме објект. Не треба да видиме дали ќе се продава објектот па да го довршиме. Тоа е веќе таквите градители, таквите инвеститори се веќе минато. Тоа е невозможно. Тоа е невозможно. Дека ќе чекаме пари од таму, па така ќе го направиме. Тие така се треба да стемува на пазарот. Како летна време во со вас чудо едно. Во две индустрии сте практично, автомобилска и градежништво, две компании, почнувате вие со, условно кажано, нула, со такси возење почнувате сам. Колку денес имате вработени? Па генерално моите компании 50 на вработени директно, мислам, вработени. Иначе индиректно има многу. Добро, во градежништвото Во градежништвото има да. многу, ама ние сме тука само инвеститори. Значи ангажираме ваши вработени? Нашите вработени се инженерите, техничарите кои контролираат работите таму и толку. Тоа е во градежништвото? Во Делукс авто работат, значи after sales-от, значи постпродажа сервисот, продажбата и администрацијата. Администрацијата, мислам, на финансии, на книговодство и така натаму. Колку имаат слобода продавачите, пак на автомобилизмот? Па, да даде попуст. Ако дојдам јас са Бобан, ако не е таму и да и кажам. Они имаат одредена слобода, второто ниво на слобода им го дефинира менаџерката што раководи со продажбата, а јас сум тука небитен. Дефинитивно сум небитен. Па да генерално овој сака да купи, сака па да не, далеко од тоа дека државата е мала, сите се знаеме и доаѓа телефонски од повеќе се јавуваме, меѓутоа јас не ги знам цените, повторно ќе се јавам на нив да ми кажат пошто треба да листам по документи, а они ги знаат веќе и не сум верувал дека за нови автомобили така оди. Ценкањето просто неверојатно. Јаве пушти. си постои тоа. Пушти. Окей тоа. Не ме нервира тоа. Не? Луѓето сакат, не купуваат секој ден кола. Легитимно е тоа. Што е она што Бован Спасовски го прави среќен? На што уживате? Еве, бизнисите вртат толку пари, имате заработувачка, небитно. Некој ужива во, не знам, на музика, некој ужива да даде пара на убава кола. Што ужива еден успешен бизнисмен во Македонија? Еве вие. Што е она што е мене во моментот освен внучето сега што? Внучето е најголемо, Игнатија е најголемото задоволство сега. На што не желиш пари?
Гледайте, не желам пари на нормално на храна, на такво нешто. Не, тоа тргнете го, на уживање го. На уживање. На Без музика, разлики, без разлики, па музиката знае да ми направи некојаш така да ме На убава кола. Што ти прави Колата, мерак? убава кола, сум се навозил на коли и никакво задоволство не ми А представува. што ти прави мерак највеќе? Да работам. Ама Уживам да работам. Тоа ме прави среќен, тоа кога ќе гледам нешто се крева, се движи тоа. Гледате, социјалниот живот не е нешто што треба да се копира од мене. Не ми е тоа најдобрата страна. Јас битно сите во сите овие предизвици го чуваме семејството на куп, тоа е најбитно. Сега одмори, скијање, нешто, тоа се случува како и секое нормално семејство. Ништо посебно. Тоа дека треба да одам на јахти, но не знам, не мислам дека можда не сум бил, па не знам, ама не ме прави среќно. Уживам во светот, нешто тете. Сега последни години почнав да со другари да возиме мотори, па нешто тоа, ама не дека нешто тоа некој фан сум, меѓутоа ради дружењето го правам тоа. Што е тоа сите на стари години мотори се развозивте? На стари години во наводници. Па баш така, на стари години. Јас на 47 години почнав да возам мотор, пред тоа не сум возил ни точак. Така да, тоа е тоа сега. Ама не е тоа некое и ловџија сум, а не сум некој фан. На ништо немам нешто некое спектакуларно да тоа ми прави среќен, ништо посебно. Значи, да, сакам да се дружам, сакам хуморна маса, се дружиме, се смееме. Тоа. Како еден успешен бизнисмен може да препознае вистински пријатели? Знаете, луѓе кога ќе видат некој, сега јас ќе карикирам, а и ово има пари, па ќе ти се залепат, и сега такви лепејки имаше еден куп околу. Па гледате, ние можеш да ги препознаеш, сега додуше поминато е времето, ама поминато е времето. Може да препознаеш искрено пријателство од некој да ти се упика у кожа, не знам, многу лесно. Да. Веќе сме возрастни луѓе. И до моментот додека каже, абе дај некоја. Не, и тоа го решаваме. Му даваме колку што можам да му поклонам. Аха. Иначе на враќање го губиш за пријателот. И ова од сите бизнисмени го слушам. Него кога ќе ти повара пари на дај му колку може му дадеш толку колку што знаеш дека нема да ти врати, а тебе нема да ти го оштети буџетот. Така е, ништо. Само така, иначе нака готово го губиш и за другари, за пријатели, за се. И толку му даваш и толку така го бришеш. Не, се дружиш повторно, а ако ти ги врати парите? Ама ти му кажуваш стар да не ти ги врати. Не можеш што стар да не ти ги врати. Ама ти не му даваш чудо пари, му даваш нешто што можеш лесно да се откажеш. Ако бара 5 му даваш 1000 и завршува со ни, после веќе не му даваш толку. Па добра, ако ти ги врати? Ама не, ти му ги даваш да не ти ги врати. Ако ти ги врати, следниот пат ќе бара повеќе. Ти му кажуваш, добро, овие ти ги давам, не мора ми ги врати. Добро, да, никој, например, другар може би има навистина потреба. Тоа е веќе друго, тоа се препознава, тоа е друга приказка. Тоа е друга приказка, тоа се препознава. Ние соработуваме со други, си даваме позајмици едни на други во фирмите и тоа воопшто не е проблем. Меѓутоа збориме за нормални луѓе кои има, па не ги нарекувам јас така луѓето, да. Нормални луѓе кои имаат потреба од некој сега да ти останат повторно пријатели, подобро дај онако кој што можеш да се откажеш. Те гнјават? Па не многу. Не? Не. Не многу. Имам некои принципиални ставови по тоа прашање. А вака како те перцепираат? Па гледайте, нас кои се одвојуваме од општеството, обичниот човек не може да свати дека може да се заработуваат такви пари. Они се мачат по цел ден негде на скеле, ќе се качува и ќе оди во некоја фабрика, ќе работи, како беа цел живот со зној, како може и таквите луѓе. Меѓутоа јас ги разбирам луѓето. Ги разбирам, се мачат да го и они имаат перцепција дека невозможно, дека сите ние што нешто повеќе заработуваме не третираат како лопови. Да, дефинитивно, не може да свати како. И сега сум кажал бројка добивка 1.2 милион и он каже како бе 2 милиони добивка, како бе направил 1 милион добивка, како тоа се многу пари, тоа се они во вреќи ги претварат парите. Па затоа не може да го. И јас ги разбирам, не може да сватат луѓето, меѓутоа ние тие пари не ги трошиме, ги реинвестираме. Носто ствараме нови можности. Мене идејата на овие бизнис муавите и да го разбиеме тој малку мит дека кај нас секој успешен бизнисмен е одма подлупа криминалец, една друга, тоа е една. Тоа е перцепцијата. Една таква страшна перцепција. Јас би бил среќен да се разбие тоа, ама тешко е. Па некаде е, како да кажам, престиж, знаеш, дека си успешен бизнисмен. Не те приметува, седи живееш во Европа, некаде комшијата е обичен не те приметува никој. Ако се украл има институции, нека го решат. Кај нас одма те муавите. Гледате, тоа и самиот популизам
што го прават одредени, па се извините и ваши колеги новинари Апсолутно, да. и што не политичари, што се знаеме ние. политичари што го прават, они на тој начин да се популизираат самите, напаѓаат моќните, ги напаѓаат. Ги напаѓаат моќните и на тој начин стварат перцепција кај луѓето. Меѓутоа, што да ви кажам, тешко можеме, немаме време за тоа да се борим. Тоа е губење на време да можеме тоа да ги демантираме луѓето и да се објаснуваме не е тоа така вака е. Значи, оставаме времето ќе си направи свое, вајде ние одиме напред, нели? Како држава, ќе дојде време кога ќе биде, ако не ние, нашите деца ќе бидат цените кои продолжат со бизнисот ќе бидат нормални во општеството. Ова нема ли добар бизнес клима во Македонија да водиш бизнес? Вие сте како Условите во државата се survivor така. Тоа се бизнес клима, меѓутоа мора да се снаоѓаш во тие услови. Да преживувам. Сега, да преживуваме. Условите се, сега како да ви кажам, ќе дојдат некои, дали се работело за локални функционери или нешто со егоманијачки однесување и ќе сакат да ти направат штета. Ќе сакат да направат штета и сето тоа можеш да најдеш начин како да се одбраниш со тоа. Среќа, јас се рачунам за моите компании се поздрави може да одговорат на такви удари. Меѓутоа, генерално администрацијата е главен проблем. Јас се радувам кога чујам некој дека ќе почне да работи на тоа, да се почитуваат роковите закони. И законите не ни се толку лоши. Има рокови предвидени. Меѓутоа, не се почитуваат. Дали е недоволно мотивирана администрацијата? Дали е политички запослена со недоволно квалитетно образование, не знам што е проблемот. Меѓутоа, има проблем. Честни исклучоци што сакаат работат во администрација, мене не ми е јасно тоа. И мене не ми е јасно. Предизборно. Еве да направиме една анкета сега, да влеземе сите со високо образование што се запослени заедно последните 20 години да ги прашаме Питагорина теорема. Јас ви тврдам дека 5% не ја знаат, а во основна школа се учи. Тоа е страшна работа, ама нека ми извинат сега, може да слушаат луѓе. Страшна работа. Не, така е. Страшна работа. Да се ја од никош, на пример, борба да влезам во администрација. Како чуму, зашто? Има ограничена плата, Зашто? платата мора да државата да одлучи да ти ја крене. Во приватниот сектор се многу поголеми платите се. Да, ама приватниот сектор, ама приватниот бара ама работа, уште- тука се знае празник, делник, тоа е, па кога ќе си споиш од 2 август до Да. 8 септември, Имаш- сите празници кои ќе ги фатиш. Гледате, и во приватниот сектор се почитуваат. Се менува веќе да, сликата, се менува. Значи, сите ние мораме да ги Ја почитуваме да државните отидам празници. во 7, во 8 саат да се куцнам, во 4 да излезам, да чекам пауза. А нели го е срам Ама тој што ќе дојде во 8, Не. во администрација во 4 ќе Не. нели на први кој ќе дојде плата да земе, нели се црвени нешто. Не. И овака гледат 5 до 4 само го чекаат. Но кога говорев ја за бизнес климата, администрацијата точно. Бизнес, еден бизнес проблем. климат, јас ви кажам, значи во бизнес клима постои. Можда во последно време и државата излегува во сусрет, помага. Во нидел правна сигурност. Правна сигурност тука мислам дека не постои. Еве сега немам конкретно за градежништвото ќе задржи. Постои некоја нива која има одредена вредност, така? Вреди 10.000 евра. Ако на нивата постои маркица да се гради 5-10 ката, таа веќе не вреди 5.000, вреди 2 милиони евра. И сега ќе дојде инвеститор, некој таа процедура поминала, ќе ја купи таа нива која вреди 2 милиони евра, и ќе дојде некој после тоа и ќе каже пупу, не важи ова. Која е правна сигурност? Како предлогот на Николовски, министер за транспорт. Јас немам ништо против. Центар и Карпош каде беше ќе да има мораториум. Јас го разбрав предлогот дека ќе биде разгледуван, ќе има дебата за тоа. И окей, кои ќе се носат дуповите, не бидат вклучени сите тие О2 и не знам кои невладини организации, и нека не дозвола да се донесе. Али ако се донесе и некој инвестира, па му го уништуваш животот, бизнисот му го уништуваш на некој. То едно да, друго да и за невладините, но дај некако да седнеме сите да се договориме да видиме ние како сакаме да не изгледаат нашите градови на крајот од денот. Така е, се согласувам дека има партиите стоп на бетонизација, па кога ќе дојдат тука потоа дел од градежни фирми имаат проблем, па стават мораториум, па некој не може да си, затоа што не поминал дупа, па некој кој што реално има потреба да си надогради над барака, го фаќа законот и него. Го фаќа законот и него. Но Јас се согласувам да има ред. И треба да има ред. Можда
посочените општини може стварно имаат најмалку простор за такво нешто. И не знам сега, не знам детали. Меѓутоа, мислам дека треба дебата и мислам дека треба на носењето на тие детални урбанистички планови. Да се внимава, ако треба нека трајат само можат и во рокови нека бидат вклучени сите и кој се донесе после тоа е устав, тоа е закон. Тоа не можеш да му го земаш правото на некој, да се игра некој со инвеститорите. Затоа што чувството ми е кај вас бизнисмените дека како доаѓа нова власт, вие сте понесигурни од тоа кој што ние немаме никој. Па не дека ја генерално зимам бизнисмени во Па не е така, јас немам таква перцепција. Ние бизнисмените немаме време за опозиција. Немаме време за опозиција. Мора да почитуваме волјата на граѓаните и да ги следиме. Меѓутоа јас кажувам она што мислам сега во моментов. Мислам дека да, така е, треба да се стави ред, треба да има и зеленило, треба се што се бара треба да биде. Меѓутоа тоа да се стави на папир во некоја транспарентна постапка и ние да бидеме да имаме правна сигурност, не може да вложуваме во нешто што некој ќе земе икс ни направи на тоа. Не може така. Тоа е недозволиво. Никаде во светот е недозволиво тоа. Не може да биде во Македонија тоа дозволено. Али за ред поредок сум. Нема никаков проблем. И поддржувам секој политичар што ќе сака да воведе ред. Што отидовте сите во Грција сега кога е градежиштето во прашање? Го спомнавме на почетокот тие елитни луксузни вили, рековте или? Вили. Тоа се луксузни вили по 250 до 300 квадрати куќи. Имаме 8 вили таму градиме. Сите вили имаат по таму не сум сам таму сте со партнер, да. Со партнери сме таму. 200 квадрати. Со поглед на море, така? На прва линија се сите и двор по 2000 квадрати. И колку е квадрат? Скапи се и нашата желба да ги продадеме не врашено за мене тие се луксузни кои што нашата желба да ги продадеме е голема сума, меѓутоа дали ќе ни помине тоа сега. Добре, може ќе дојде Новак Џоковиќ ќе рече сакам овде, ако е луксузно, сега вие го правите луксузно. Па желбата ќе се дозна, сега вие да не го кажете тоа, ќе ги пуштите во продажба, ќе знаеме колку години е. И многу високи стандарди внесуваме таму, од начинот на перцепција, погледите, дворовите уредување, машинството грејење со пасивно ладење, пасивно грејење и така натаму, и така натаму. Сето тоа чини пари, самата локација чини да ја купиш многу пари и од збирот од сите тие работи дава оваа бројка. Има интерес? Па има интерес, да, има интерес. Од странци или? Па има и од странци, има и од наши. Браво. И од наши пријатели кои сакаат да бидат. Меѓутоа, уште не ни е званично пуштена продажбата, сакаме да ги направиме па да ги продаваме. А кога треба да бидат готови? Се надеваме дека до мај месец, јуни ќе бидат готови. Се градат веќе? Да, веќе сериозно се навлезени во фазна работа. Тоа е меч со две острици или не? Бидејќи влегуваш во нешто кое што можеш и лесно и А што е дефиниција на бизнисот? Ако не ризикуваш, нема добека. Мора ризик да има. И тука ризикот е пресметан. Не можеме да изгубиме, дали ќе добиеме, ќе видиме колку. Значи, загуба не може да има. Инвестицијата што ќе ја вложиме, мислиме дека без проблем ќе дојде. Меѓутоа, дали ќе заработиме? Е прашање кое ќе следи за една година, ќе знаеме. Ајде една порака за крајот, еден успешен бизнисмен, но пред пораката и енергетиката така, и таму сте со партнери? Па таму сме со партнери, имаме фотонапонски електрани близу 7 мега во општина Ранковце, тоа веќе функционира година дена. Тој бизнис не бара енергија, не бара ништо, со еден. Зашто сите одите во зашто никој? Па се заработува повеќе од инфлацијата годишна. Нема тука чудо пари. Зашто никој не прави медиум на пример? Кој што може да му биде многу значаен. Па не знам се. Не знам. Се заработува. Да, порака од еден бизнисмен, на пример, како кога ќе паднеш, како да станеш? Не сум имал искуство такво. Не сум имал искуство, меѓутоа тешко се крева. Во бизнисот мора да бидеш честен. Поштеноста е основа. Основа за успех. Ако ти се поремети паѓањето во пакет со честноста ти е пореметена, тогаш имаш сериозен проблем. И ако цело време акумулира знаењето е основа. Мора да се знае и систем ако имаш. И тешко се паѓа. Оние кои немаат систем, инстант што се во бизнисот и почнуваат да функционираат времено, се појавува, се крева и паѓа, тешко е. Мислам дека е тешко кревањето. Има примери кои се кренаа луѓе, меѓутоа јас многу малку знам такви. Добро. И генерално што треба? Треба да бидеш стабилен. Стабилен, да воспоставиш систем, нон-стоп да го надоградуваш знаењето твое и на тимот. Како го проценуваш ризикот?
Еве видите, ако не ризикуваме, нема да видиме. Па не, ризикот го проценуваме, јас ви кажав на почетокот дека мудроста е многу битна, а мудроста е збир од знаење. Збир од знаење кој е акумулирано со годиниве. И тука правиш проценка. Правиме бизнис планови, правиме анализи, сопствени анализи, ангажираме некојаш и некоја куќа да ни направи анализа и врз основа на тоа видиме дали постои ризик и во кој обем е ризик. Претпоставам летање не, така? Треба полек. Летањето е на почетокот. Храброста кога и младоста одат заедно. Сега веќе нема летање. Сега се јасно. Многу тешко ќе погрешиме во овие години ако сме додени до ова ниво. Шансите да погрешиме се многу малки, освен ако нема некои тектонски поремеќаи во државата, во светот и слично, тогаш Добро, тогаш сите одиме. И Мишко и јас во пакет сме. Ми беше драго што слушнав една интересна ваша приказна од Така. Па ако сакате од старешина преку колку возевте и такси возење, сами кога почнавте, па стигнувате до две компании, Deluxe Auto И УПМ Груп е компанијата UPM градежа. Group, кои што годишно врдат од 10 до 20 милиони евра, тоа е обрат. Не говориме за добивки, бидејќи таа и се реинвестира, што слушнавме дел од она што планирате да го инвестирате и надвор од Македонија. Ми беше задоволство што бевте дел од овие бизнис мавети на Фактор МК. Благодарам многу на поканата. Се надевам дека интересен беше муаветот, мислам, бидејќи го теравме стрикно бизнис и дај Боже уште повеќе успешни приказни и ви посакам многу успех понатаму, зашто и да се зафатите. Благодарам многу. Благодарам многу. Бован Спасовски во бизнис мавети на Фактор МК, благодарност до него, благодарности до Форманова, кои се нашите спонзори. Вам, почитувани, ви закажувам нова средба бизнис мавети на Фактор МК за 7 дена. Довидување.